почитуван заменик председател во владата господин Лјупчо Николовски, почитуван заменик председател во владата господин Фатмир Битики, почитуван министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувана директорке на проектот за локална и регионална конкуренција господја Антонија Шишак, почитуван председател и членови на Општинскиот совет на општина Крива Паланка, почитувани градоначалници на Старо Нагоричане господја Жаклина Јовановска, почитуван градоначалник на општина Кочани господин Николчо Илиев, делегација од општина Трговиште, Република Србија, предводена со градоначалничката Милјана Стојановиќ Златковиќ, гости од соседните општини, директори на локални институции, представници на општинската администрација, представници од фирмата проектант, изведувач, надзор и сите останати. Велат дека добрите дела не се создаваат да сведочат за градителите, туку да донесат благодет, подобар живот и задоволство на граѓаните. Општина Крива Паланка во изминатите неколку години во континуитет работи на ваквите дела и на подобрување на локалната инфраструктура и урбаниот изглед на градот. Ова дело кое што денес официјално го промовираме е само еден мал дел од генералната слика на градот. Проектот Крива Паланка, источна порта кон Европа, фестивалска туристичка атракција, е финансиран со грант од инструментот за предпристапна помош ИПА-2 на Европската Унија, а кофинансиран од владата и општина Крива Паланка. Истиот е администриран од страна на Светска банка преку Фондот за локална и регионална конкурентност во туризмот и е во висина од 48 милиони денари, 120.370 денари или близу 785.000 евра. Учеството на општина Крива Паланка од целиот проект е во висина од 6.651.421 денар. Ја користам можноста и оваа прилика да се заблагодарам за помошта која што ја добиваме од нашите европски пријатели, за вложениот труд на општинската администрација, но и на сите останати институции кои помогнаа идејата да се преточи во реалност. Визијата за Крива Паланка како современ и модерен европски град од година на година се повеќе станува реалност. Мисијата за посветено и континуирано вложување во изградбата и развојот на нашата општина се пресликува преку лепезата на новоизградени објекти, како што е овој градски парк и плоштад, но и уредување на други простори и локации за секојдневно живење, креативно изразување на интелектуалните способности на сите поединци и различни генерации во заедницата. Почитувани, Крива Паланка е наш град. Град на сите кривопаланчани, град со големо срце и душа, отворен за сите соработници, гости, пријатели, добронамирници, место крстопат, на кој врз минатото се гради сегашноста и се инвестира во иднината. Сите ние остануваме посветени на идејата градот на двете реки и заштитникот Свети Јоаким Особовски да биде гордоста на секој граѓанин, да остане во срцето и душата на секој кривопаланчанин. Крива Паланка е град со богато минота, култура и традиција, централна точка на коридорот 8. Генерации луѓе во изминатите неколку векови давале печат на градот од осоговието. Чаршијата, занаетите, трговијата, приказните и преданијата, легендите сведочат за тоа со колку љубов нашите предци го граделе и се вложувале во него. Историјата на Крива Паланка не чини горди, но истовремено не обврзува и на одговорност да продолжиме во континуитет и на идните генерации да им оставиме град достоен за живот. Искрено се надевам дека овој објект ќе остане да сведочи низ вековите за нашето минато и историја, но во исто време и за нашата сегашност и иднина и да биде мост на соработка со нашите соседи и источна порта кон нашите европски пријатели. Почитувани, ќе завршам со мислата. Раководењето на општината не представува пронаоѓање на пат кон личниот успех, туку градење на пат кој води кон позитивни промени,
европски дух и развој, силна верба и визија за подобар живот, пат кон современа и модерна Крива Паланка. По таа насока и продолжуваме заеднички со нови активности и максимална посветеност за подобрување на урбаниот лик на нашата Крива Паланка. Да бидеме горди на оно што го имаме, но и грижливо и посветено да го чуваме и унапредуваме сето она што го поседуваме. Нека ви е честит и со здравје да се служите со овој нов објект. Ви благодарам.